Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги, почитувана колешка Затуровска. Пред да почнам со репликата, да ве подсетам дека продолжуваме со кршење на изборниот законник член 8.1 став 4. На секоја моја наредна реплика ова ќе го потенцирам. Почитувана колешке, во вашето излагање кажавте дека топ проект на така наречената реформска влада е разрешувањето на јавниот обвинител Зврлевски. Дали ова разрешување на господинот Зврлевски е нарачено од Зоран Заев или е од некој друг нарачател? Ова е прашање до вас. Второ прашање, дали овој топ проект, почитувана колешке, не е чист класичен политички реваншизам, кој го видовме и во другите сфери, например во здравството, со менувањето на господинот Кедев, едно еминентно име во медицината од Република Македонија, со менување на професорката господјата Аспасија Софијанова, која е име во педијатријата, со поставање на партиски послушници. Јас како професионалец многу држам до искуството, многу држам до професионалноста на луѓето и не сум поборник да професионалноста се гази поради политички цели. Моето прашање до вас уште едно: дали уништување на професионалните кадри и дали ваквото уништување на институционалноста на институциите во Република Македонија со тргање на ваквите етаблирани докажани професионални кадри носи добро за Република Македонија или ако не носи, во кој правец ја носи Република Македонија? Бидејќи и да се смени Зврлевски, ќе останат ПИМ мерките кои се снимени, сите материјали кои се добиени со тие ПИМ мерки, ќе се смени и оваа политичка гарнитура, ќе почнеме да го користиме вокабуларот владата во заминување, што сега е поставена. Меѓутоа, сите тие мерки ќе останат. И јас сум сигурен дека ќе дојде време кога тие мерки ќе излезат на виделина и одговорноста за сите тие дела ќе ја понеса сторителите за работа за која јас сум легалист и се залагам во мојата работа. Благодарам.